Океј. Да. Вака ќе одим. Супер. Користам еден стар слайд кој што... ајде првено од овде ќе одим. Да, нека биде вака. Малку зборувавме за овој дел, посебно ке тренинг кога беше, но ете чисто еден осврт, бидејќи е одвоено како посебен поднаслов. Мислам дека и во книгата можете да го најдете како посебен поднаслов. На што се мисли кога... Да. На што се мисли кога се однесува... Мислам кога зборуваме за човекот како систем. Значи, дали е тоа некоја крута организација на нештата, значи на повеќе системи, или зошто се нарекува, како што може да приметите тука, човек дека е организиран, дека е организиран, сложен, динамички, отворен систем. Значи, најверојатно зборчињава веќе даваат некој објаснување, дека зошто е сложен, затоа што постојат многу подсистеми од кои што зависи. Че ние зборувавме, например, дека трчањето или активности ги гледаме како некои активности по спортски гранки, така ние најверојатно наједноставно, па зборуваме за атлетика, зборуваме за карате, кошарка, фудбал, триатлон, спортско качување и така натаму, но сложеноста, човекот ја прави таа активност, ги изведува тие спортски активности, и сега сложеноста е што при секоја било која ова активност, значи постојат подсистеми кои што го раководат тоа, ние не размислуваме дали се тоа аеробни или анаеробни системи, например. Дали генерира повеќе сила или издржливост сега од овој момент, на што ме интересира, или дали троши енергија повеќе или помалку при активноста, дали се троши, дали централниот нервен систем има замор на, значи целиот систем, човекот има замор на централно ниво или на физичко ниво, но сепак сакам да кажам дека постојат многу повеќе субсистеми кои што зависат, кои што се поврзани едни со други, од кои што зависи она ние што го бараме активност или движење, ние разгледуваме движење сега моментално кај нас. Што значи тоа да е организиран? Ова би требало да ви биде пример за било која дефиниција или нешто ако научите, например зборче, што е хипертрофија? Секогаш го разложувам зборчето. Хипер и трофија. Што значи? Ако си дадам само објаснување, тогаш ако научам што значи, зборот, тогаш имам одговор на прашањето. Зошто е конкретно сложен тука? Ќе видим организиран и така натаму. Што значи хипертрофија? Или, например, ајде, аеробен, анаеробен, ги кажавме разликите. Што е тоа антропомоторика? Еве едно прашање. Што е антропомоторика? Антропос, човек, моторика, движења, или ние го разгледуваме како моторички дејствија, значи движењата кај човек. Веќе дава објаснување зборчето, терминологија, за ова мислам дека не морам многу да објаснувам. Еден момент кој што студентите генерално имаат проблем, испитно прашање, и не мора да биде испитно, ама ете многу интересно како феномен, што е тоа латентно време на моторна реакција? Мислам дека го имам споменато, но ќе го зборуваме кај брзина. И сега, ако знаеме што е латентно, што е време, моторна реакција, тогаш многу едноставно може да објасниме што е тоа латентно, што значи терминот или реченицата вежби за латентно време на моторна реакција. Ама па за да го научиме, тоа треба малку да се прочита. Сега да кажам, може многу да се зборува, ќе пробам да не филозофирам. Премногу што представува тоа, значи зошто го декларираме човекот како сложен, отприлика кажав, зошто е организиран, значи за секој од овие термини може да се даде објаснување. Па еве, например, организиран. Организиран е затоа што
сепак тие подсистеми внатре, од една страна гледано, сите подсистеми внатре кои што го сочинуваат човекот, се организираат во една целина. Значи, мускулите, заедно со систем коски, заедно со внатрешни органи, заедно со централниот нервен систем, делуваат организирано кога се изведува некоја активност. Значи, как централниот нервен систем размислува, дава команди од оној кибернетски модел што го зборувавме минатиот час, за да може да преку ефекторните органи или екстремитетите тоа да се изреализира, ама па за да се изреализира тоа сепак и внатрешните органи се многу битни. Сега ќе видите понатаму ние ги цепкаме некако човекот, но ајде да завршам со прво со дефиницијава. Зошто е отворен динамичен систем? Отворен е затоа што е значи постои можност за прилагодување. Тука е поврзано и динамичен затоа што се менува. Значи со помош на тренинг програма ние можеме од еден згиб да направиме 10 згиба. Дали е исти системот човек кога може да направи еден згиб, кога може да направи неколку згиба повеќе? Не, не е ист. Дали е ист системот човек денеска, во овој момент, сега, зен, нели? Сега во овој момент и после 5 минути? Не, не е ист. Ова се однесува на тоа дека ние правиме некој развој свој во текот на животот. Многу е филозофско прашањето зашто ни е животот, но би се задржал сега прагматично, на нас што не интересира тоа се кинезиолошките моменти или движењето во некоја спортска наука, спорт сајенс или физичко образование, каде што, како што ја објаснува насловов, можеме да зборуваме надолго и на широко, но поентата е отприлика да знаеме што значи тоа дека човекот, иако е сложен, ама сепак е организиран и отворен систем кој што динамички може да се менува. Со неколку примери, тоа е за ваш апгрейд. Инаку, ние изворот од Хошек, пробуваме за да го истражиме човекот и сите овие функции кои што наративи всушност кои што ги споменав претходно дека е отворен, сложен, динамичен и така натаму, се темелат на база на објаснување и кога го истражуваме човекот, сепак е ова антропомоторика, нели? Пред се наука за моториката кај човекот, значи човекот е предметот на истражување. Тога зборуваме за можеме да направиме од неколку аспекти, пробуваме, така спомнал во претходното предавање, баш денеска се потсетив дека го цепкаме човекот, пробуваме да ги организираме различите, значи правиме некоја факторска анализа, веќе ве потсетаме за овој дел. Значи пробуваме да најдеме компоненти кои што се групираат околу една идеја, па например тоа се морфолошки карактеристики или функционални или моторички така натаму, но сепак тие се дел од нештото е човек. Нели во моториката пробувавме да ги цепкаме, да најдеме кои се тие латентни димензии, па правевме некоја факторска анализа тамо. Изборувавме дека има најдени се повеќе способности, ги знаете кои се, издржливост, брзина и така натаму, на база на тестови претходно. Така и ова одноставна визуелна представа на човекот, може да кажеме дека постои орган кожа, може да кажеме дека постои орган вид, слух, нели сите тие сензитивни чула, значи кои што постојат, но постојат внатрешни органи и така натаму. Значи пробуваме некако да го цепкаме телото. Па сега од овој морфолошки карактеристики за нас што се интересни кога веќе разгледуваме, најчесто се занимаваме со тежина, телесна тежина, нели телесна височина, волумен, состав на ткива, подкожно масно ткиво се однесува тоа, протеинско ткиво или колкава мускулна маса има и така натаму.
Па се, например, се користат некои, може би се слушнали, инбоди апаратура, која што е доста популарна, се работи на база на биоелектрични импеданса, че пробува да прати микро мали струи низ телото, кои што го проверуваат ткивото, дали е каква е пропусливост или отпорноста, тоа се нарекува биоелектрични импеданса, значи импеданс е отпор, биоелектрично е биочовек, електрично спроводливост, каква е биоелектричната импеданса на разни ткива и на база на тоа ни дава состав на тело. И сега дава какво е масното ткиво, составот на масното ткиво, па колку има вкупно подкожно масно ткиво, висерална маса, па колку има вкупно протеини во телото и на база на тоа ние можеме да кажеме за овој спорт може би ни треба повеќе, да имаме не знам, протеински состав на телото, може би треба да има помалку масноти во телото. Значи, тоа се едни морфолошки карактеристики кои што ги разгледувам. Овде ќе споменам едно нешто, кој што е многу така не табу тема, туку мит. Јас сакав на серија на Mythbusters, кој што разоткрива многу митови. Па, например, мит е дека земјата е рамна, тоа е понова измишлјотина, измислување во кој што се појавува. Во последно време се надевам дека завршија луѓето со тоа, но сепак има некои кои што веруваат, но еден мит е дека и вас ке ве прашам, не знам дали сум ве прашал, дали може некој спорт да влие врз развој на височината или намалување на височината на телото? Некоја спортска активност. Што мислите? Би можела, мислам јас, до некој степен. Например, во кошарката, со одскокнување се развива одскокот и има вежби, например, на вратило се тегнат, за да го истегнат работниот столб и може неколку сантиметри височина да се добие. Не. Но е многу малце. Не може. Тоа е еден мит кој што се протега. Не може. Височината е точно генетски детерминирана. А ако зборуваме ке кошарка, таму што има најмногу, така многу скокови, така. Ако има многу скокови, тогаш по логика на нештото има набивање на ребртните празнини околу дискусите. Што значи дека по логика на нештото баш напротив, ке треба да се смалат луѓето, затоа што има постојано подскокнување и се бора со земјината тежа. Така да, супер, добро што ми текна. Ова е еден од тие митови каде што велат, например, однеси го, како да го направиме детето мое да порасне. Леле, однеси го на одбојка или на кошарка, гледаш, они се сите високи и најверојатно ќе порасне. Тоа е апсолутно неточно. Каде сакате проверете, да не цитирам, нема тоа е исто како да цитирам дали ноќта е ден или денот е ноќ. Тоа се феномени кои што постојат, но можете да најдете на Google дали е генетски предиспонирано растот. Растот е генетски предиспониран. Не зависи од никаква друга активност. Што значи дека не може да порасне човек доколку го однесете на одреден спорт. Ниту пак ќе се намали доколку го однесете на некој спорт. Како се кошаркарите високи? Па високи се, затоа што постои термин кој што се нарекува селекција. Така ги одбрале, бидат високи. А зошто се гимнастичарите пониски? Па така ги одбрале, затоа што се пониски. Инаку нема да бидат успешни во тој спорт. Може да бидат и повисоки, ако навистина имаат добра моторика и може да прават брзи, не знам, акробатски движења на партер или на некоја справиве, но се работи за чиста селекција. Тоа значи, една од работите во околу морфолошки карактеристики не може спортот да влие на развој или на стагнирање на височината. Таа е генетски предиспонирана и таа понатаму ќе се покаже кај човек. Истото е околу морфологијата на телото. Дали некој има предиспозиција, дали можете од секого например да направите успешен бодибилдер? Не можете.
доколку човекот е астеник или телото е астенично, значи е по морфолошка градба, така тоа се луѓето кои што се високи, а тенки, не можете да ќе нормално ќе направите вие да има раст на мускулната маса, ама нема, тој човек нема да има иста стартна позиција како оној кој што е мезоморфен тип, значи кој што ектоморфен, пардон, кој што предиспонира мускулната маса кај него. Значи тоа се се генетски предиспозиции. Овде една добра тема има за ACTN3. Може би на крај ќе ви ја покажам, каде што правев истражување дали влијае генетиката при развој на мускулна сила кај нас со наши студенти. Но да не должам. Значи морфолошки карактеристики на тело. Еве, еден пример зошто ни се потребни. Кажав, функционални способности го разгледуваме телото, го цепкаме во однос на функционални способности. Па тука зборуваме за аеробни, анаеробни енергетски системи, на што не интересираат, нели? Имате нормална физиологија или функција на тело, имате патофизиологија каде што некои работи не функционираат како што треба, но пробува и медицината, која што нас ни помага, да го разгледува човекот од различни аспекти, нели, во медицината, и може да видите колку се специјалистички ординации има од разен тип, значи оториноларингологија, па не знам, стоматологија, па имате максилофацијална хирургија, значи многу субспецијалистички дејности, а целото тоа е медицина. Медицината, нели, во функција на човек. За моторички способности зборувавме, нема потреба да објаснувам, значи како ние ги разгледуваме моторичките способности. Овие се психолошки карактеристики, некои кои што се однесуваат на когнитивни способности, па тука себе, ако се когнитивни, зборуваме за интелектуални, малку ми фалат букви, да. Па конативни способности, особини на личност, кои учите повеќе во психологија на спорт, но сепак чисто да имате информација дека и на овој начин се расцепкува човекот, значи се прави некоја анализа натре во него. Какви вредности, ставови има, па социолошки обележја и така натаму. Значи, ние пробуваме да го истражиме човекот на различни начини, но тоа е целта. Целта е дека човекот е едно и тој постојано пробува да заеднички живее или екзистира со средината. Преку телото, преку централниот нервен систем, но сепак тоа е во присуство на средината и онај еколошки систем кој што го спомнав минатиот пат на развој на моторички навики, дека ние дури да не знаеме што се случува внатре во нас, поривот за храна, поривот за екзистенција и тој, значи, реализирањето на тој порив за екзистенција нас ќе ни овозможи да најдеме храна. Па дали ќе треба да потрчаме побрзо за да, нели, во праисториско време да улови човекот нешто, дали ќе треба да подработиме нешто на нива и во денешно време па да може да се прехраниме, сепак ни употребуваме мускули, физиологија, разни системи, но на крајот човекот е единка, ако гледаме, дали тоа е холистичкиот пристап на нештата. И да, и токму на ова кога гледаме како единка, може да зборуваме, може да кажеме дека на почетокот што го кажав, дека човекот е сушност отворен, организиран, динамички систем, кој што може да се адаптира на влијанието од средината, на поривот од внатре и на крајот на криштата. Мислам дека тоа е и целта на живењето, да се направи некоја трансформација позитивна кај човекот и, нели, така кажува и еволуцијата или антропофилогенеза, ќе зборуваме и за тоа, што ќе ни покаже како моториката на човекот се менувала од создавањето на човекот па до денеска. Имате ли некои прашања во однос на ова? Малку е теоретска темата, но вреди да се помине, чисто како еден аспект на гледање на нештата. Имате ли некој прашање, констатација или забелешка? Нешто да интервенирате?
Океј, ќе сватам дека нема. Следната тема која што ја зборувавме, која што треба да ја поминеме како теоретски час, всушност ја зборувавме на еден од практичните часови, се работи за флексибилност и стегнување како моторичка способност. Не е издвоена како повеќе се однесува на анатомско прилагодување на зглобовите мускулите, но сепак така може да се каже дека постои како засебен сегмент во моториката. Се може да се издвои како некоја способност за прикажување на, сега дефинирам флексибилноста. Флексибилноста е способност за прикажување на поголеми амплитуди во зглобовите на телото. Значи поголеми агли или подобра совитливост во телото. Значи, дали е подобро или не е добра, не е тука прашањето, дека е способност да се покажуваат, да се процени истегнувањето во зглобовите и со која амплитуда се изведува движењето. Тоа е пака една од дефинициите, можете да кажете, секако немојте на памет ништо да учите, со разбирање. Значи, ова се што го кажав е моје гледање на флексибилност и на тој начин ги ценам работите, не треба да се дефинира по некој што е дефинирал. Нормално, ако ви е интересно, зашто не? Но кога ќе ве праша некој што е флексибилност, флексибилност е способност на човекот да покаже различна амплитуда во зглоб, да покаже способност да ги истегнува зглобните површини со различна амплитуда. Еве една кованица. Каде се наоѓа во однос на другите моторички способности, слайдов веќе го видовте, покажува, така некако на страна си, координацијски способности ги споменавме кои се. Кога беше часот, да, практични тоа ќе зборуваме и на теорија, кондицијски се тука некако сила и издржливост овие се најлесни за трансформација. Брзината е нешто на страна и може да приметите дека флексибилноста е на страна. Исто така, флексибилноста е, иако може да се подобрува, сепак е генетски и таа се има некоја генетска предодреденост. Тоа не се покажува многу кај силата и кај издржливоста. Силата и издржливост може многу да се менуваат, особено издржливост. Луѓе што не можеле да поодат ниту 1 километар, може да планинарат цел ден по 20-30 километри, доколку им се дозволи или го прават тоа по-често. Флексибилноста не е таква, значи тука може да зборуваме за, ако ке брзината може да зборуваме за неколку секунди подобрување, не многу, 2-3 секунди спринт, тогаш ке флексибилноста можеме, зависно од во кој зглоб, но така, не повеќе од 10 сантиметри. И сега некој ако му фали да ги допре стопалата во исправена положба 20 сантиметри, не може да очекувате дека може би ќе го подобри тоа, затоа што едноставно таква е генетиката на мускулите и на целиот систем човек. Од овој слайд треба чисто да имате информација каде е флексибилноста во однос на другите моторички способности. И затоа велам дека е анатомска. Со анатомска конотација, значи анатомско зависна и нормално, кога зборувам анатомска, и мускулот исто некоја анатомска градба која што не може да се, тоа е на ниво на саркомера да се истегне многу, доколку нема таква предодреденост генетска. Да, што е флексибилност веќе споменав. Убаво е да знаеме дека флексибилноста со годините, може да приметите, дека опаѓа. Зошто? Затоа што први има издолжување на коскениот систем, мускулите не го следат на тој начин како што растат коските, нели? Па треба да се прават и вежби за истегнување за да се задржи оваа флексибилност. Второ е затоа што расте силината кај мускулите, па така, ако беше исто мит дека се со вежби со тегови дека се губи брзината, значи тоа е мит кој што не е вистинит.
Може би ова што ќе кажам следното не е толков мит, дека на пример ако работите постојано вежби за сила, ама тоа се однесува и за други вежби, значи а не се истегнувате, значи работите било какви други вежби, а не се истегнува клиентот, децата или спортистот, тогаш не очекувате дека има добра флексибилност. Едноставно како не примерот со кваката, доколку не ја мрдате кваката ќе зареѓа со тек на време. Така и зглобовите, доколку нема одржување на флексибилноста, со тек на времето ќе се намалува, но не дека не може да се врати, може да се врати секако, повторно ќе треба систем на вежбање. Како се утврдува, овде е намерно ставено се мери, значи не се мери, туку се проценува. Сега ние овде повторно ќе мериме нешто, ама тоа се ќе мериме сантиметри на долнава слика или ќе мериме агли, но ја проценуваме флексибилност. Еве како што кажува и една целиот слайд, може да се процени флексибилноста директно со мерење на аглите. Па на пример нели во прв момент ако кажеме да направат еден вид на нели шпага, размножно лева нога во лева страна, десна нога во десна страна, тогаш ќе заклучиме дека може би и двајцава, црвениот и синиот човек имаат иста флексибилност на долнава слика. 160 сантиметри. Но ако одиме преку директна проценка или мерење на аглите, тогаш може да видите дека аголот е тој кој што прави да имаме, да покаже поголема, не да покаже туку, ни покажува кој има поголема флексибилност во регијата на колкот, нели, во препонскиот дел. Така да постоја директно и индиректно мерење, кој е поточно, нормално поточно и директно, некој се користи индиректно за да може да се процени помеѓу, не знам, кај еден човек. Па, например, сината фигура направила 160 сантиметри, но со вежбање стасува и до нели стасува до повеќе, тогаш на тој начин можеме да споредиме, но доколку се работи за двајца различни испитаници, тогаш не може да се постави на тој начин. Како се тренира издржливоста? Ете, според Андерсон, ај вака са, првен ќе дојдеме до... Само да видам. Да. Ќе морам од овде само да ги повториме. Да, само да ги повториме овие делови за да се вратам назад. Првин дефиниравме флексибилноста, што представува, ете и некој пример за тест како се проценува. Вториот дел е какви видови на флексибилност постојат. И на часовите, ако се сеќавате, споменавме дека постои активна и пасивна. Значи, тоа се, кога зборуваме за активна флексибилност, значи дека со нашите мускули ние истегнуваме наши мускули. Кога зборуваме за пасивна флексибилност, тогаш некоја сила од надвор ги истегнува нашите мускули. А од другата страна, па според видот на движење може да биде, значи тоа е според акција или според која сила делува, дали ние самите или некој од надвор. А според акцијата, тие може да биде, истегнувањето може да биде статичко или динамичко. Статичко е кога задржуваме, а динамичко е кога има зибови, значи кога има цимање 1, 2, 3, например во длабок претклон, ови се јасни моменти и ги работевме на настава во длабок претклон. Значи јас пробувам со коренот на дланките или со прстите да ги допрам прстите од стопалата и пробувам да цимам зибови, правам 1, 2, 3, додека кај статичката, тоа беше динамичка, кај статичката задржувам. Можам да ги фатам со моите дланки под колениците и да задржам. И во тој случај би била активна, ама статичка. Ако сакаме да биде пасивна, ама статичка, тогаш ќе треба да дозволиме земјината тежа да не влече надолу и некој да не притисне од оскар. И се овие моменти ги поминавме, но битно е да напоменам дека постои уште еднаш, дека постои активна
и пасивна флексибилност, во зависност од тоа која создава силата, дали ние самите или некоја сила од надвор, а во однос на акцијата постои статичка и динамичка, дали задржуваме или даваме зибови се прават, значи движење. И сега, ова е какви видови на флексибилност постојат, ама ке флексибилноста во истиот момент, ова е и третиот одговор на едно, еве и третото испитно прашање за флексибилност. Значи, првото е видови, првото е дефиниција, што представува, второто е какви видови има, ама третото веќе е одговорено со второто ке флексибилноста, затоа што начинот на вежбање, што е третото прашање, како се подобрува флексибилноста, всушност е во одговорот ке вториот дел, кај што веќе објаснив, се подобрува преку активни или пасивни вежби за истегнување, а истите тие може да бидат активната може да биде статичка, активната може да биде и пасивна. А динамичката може да биде исто така статичка, може да биде, пасивната може да биде статичка, може да биде и динамичка. И сега ќе се вратам на овој слайд каде што само на кратко што е препораката за истегнување во статички услови. Значи кога задржуваме, ова е веќе третиот дел од флексибилноста, како се подобрува. Па кога зборуваме за статички истегнување, тога зборуваме за, ако сакаме да има одржување на флексибилноста 20 до 30 секунди, ако сакаме да има развивачко дејство 30 секунди, ако навистина има потреба поголема флексибилност, тога се задржува и над 30 секунди. Зборуваме за еднаш, два пати, 3, 4 пати повторување за една регија, например длабок предклон 3 пати по 30 секунди. Тоа е статичко задржување. Дали ќе биде активно или пасивно, останува на нас. Што мислите вие, кога ќе има поголем ефект? Кога ќе се направи поголема амплитуда? Кога истегнувањето ќе биде активно, јас со мојата мускулатура ги истегнувам моите мускули, или јас сум опуштен, па некоја сила од надвор ги истегнува моите мускули? Кога ќе има поголема амплитуда? Што мислите? Кога ќе е пасивно истегнувањето. Точно. Со надворешна сила. Точно. Затоа што тогаш сум релаксиран и кога ќе направам да нема тонус во мускулатурата голем, тогаш ќе може да прикажам поголема амплитуда. И сега ќе видиме после во ПНФ истегнувањето дека се користи една контрастна метода каде што во време на контракција се истегнува, има ефект, покажуваат, ама сега тоа е, значи, на крајот ќе треба повторно да ги опуштиме мускулите па да ја провериме флексибилноста после одреден број на третмани. Но постои таков момент каде што со контракција мускулна се истегнуваат, за време на контракција се истегнуваат мускулите. Што па кај оние динамичките движења, ако вамо беше со задржување во секунди, тогаш кај динамичките со повторување, со зибови. Може да видите отприлика колку треба, нели, според тебе возрастна година, или кај спортисти истегнување во колк. Колку пати треба да направи истегнување во колкот за да може да има ефект 50 до 70 пати. Сакам да кажам дека многу повеќе и подолго трае подобрувањето на флексибилноста со динамичките вежби отколку со статичките вежби. Статичките вежби за подобрување на флексибилност се многу подобри. Дури и динамичките вежби најповеќе се користат во загревањето, а статичките вежби се користат за подобрување на флексибилност. Зошто не се користат динамичките вежби? Заради, само да видам дали имам тука, за ова зборувавме за стрес рефлекс. Заради проприорецепторите кои што постојат помеѓу мускулните влакна, кои што се нарекуваат мускулни вретена или muscle spindles. Значи тоа е ова црвеново, или овде е сивото, или овде е повторно црвеното. Кога ги стегнуваме ние овие мускули, значи кога ги стегнуваме било кои мускули, тогаш доаѓа до одредена болка.
сте приметиле, таа болка, ова го работевме на настава. Таа болка е заради тоа што овие проприорецептори внатре, muscle spindles, гледате имаат инервација, праќаат информации до централниот нервен систем и велат овој ќе ме претегне, дај нешто направи, кажи му да попушти, ама тој не попушта добро, тогаш телото или централниот нервен систем дава сигнал како болка и вели давај болка, дава информација дека боли, тој не може да издржи болка и ќе треба да попушти, значи да не го истегнува толку мускулот. Инаку ако претера мускулот ќе настане патолошка промена, значи ќе пукне, ќе се истегне премногу. Значи, основната функција на овие muscle spindles е да дава таква информација. Сега, постојат и други едни Голџиеви телца, Голџи апаратус, може да го најдете на Википедија, кои што па регулираат со каков интензитет се инхибира целиот мускул. И ако претера во задавање на интензитет, тогаш Голџиевите телца делуваат на намалување на интензитет. Значи, повторно го штитат влакното да не направи екстра контракција, која што може, не знам ако сте слушнале, авулзиона фрактура, например, тоа е фрактура каде што мускулот е толку силен, кој што го крши припојот со коската. Значи, го чепува припојот на мускулот од коската. Не пукнува мускулот, туку пука коската. И затоа се нарекува фрактура. Значи, они го регулираат тој дел на инхибиција или задавање на интензитет на мускулното влакно, ама кај нас се интересни овие muscle spindles. Зошто се интересни? Затоа што во статичкото истегнување, кога ќе ја почувствуваме болката, и ако задржиме уште едно 10 секунди, 15-20 после болката, во истата амплитуда ќе приметите, тоа го работевме на настава, неколку пати повторувам дека работевме на настава, за да може би ве подсетам тие што беа, ќе приметат дека болката се намалува, скоро и да исчезнува. И после тоа, ако пробате да отидете уште малку понапред, ќе отидете понапред. Тоа е еден пример дека телото, иако добива информација од овие мали вретена дека внимавај, ќе те истегнува премногу, сепак се адаптира. Значи, телото е некој адаптивен систем и човекот, всушност не телото, и човекот пробува телото или мускулите, како посебен орган, да ги адаптира и да овозможи да се прилагодат на болката и всушност да анулира оваа информација од мускулните вретена и да каже да, во ред, имам под контрола. Сепак он нема да ме истегне многу. На тој начин ние ја подобруваме флексибилноста. Многу повеќе со статичките вежби отколку со динамичките вежби. Многу се едноставно е објаснувањето, можете нормално да си прочитате и вие во дигиталната библиотека наречена интернет. Можете и сви информации да го најдете во книгата по антропомоторика, мислам дека има и некои информации кај книгите таму каде што ви споделив, па од Боб Андерсон има едно книгиче за истегнување и така натаму. Со овој дел објаснив зошто е подобро да се истегнува статички, отколку динамички, за да се подобрува флексибилноста. Супер. Инаку, уште еднаш, нели, истегнувањето се базира на подобрување на зглобните елементи, значи истегнување во зглобните елементи, каде што е припојот, лигаменти и така натаму. Лигаментите не може многу да се истегнуваат, лигамент кога ќе се истегне тој пукнува, тоа е скроз друго ткиво од мускулот, иако при рехабилитација на лигаменти се користат мускулни ткива и всушност тетиви. Тетивите не се, тоа е дел од мускулот, ама е друг вид на фиброзно ткиво. Но не очекувајте истегнување на лигаменти, значи малтене да не постои, но затоа има истегнување на мускулот. Како? Како што се контрахира мускулот на ниво на саркомера, така и се истегнува актомиозинскиот апарат или актинските од миозинските нишки. Тоа е целта кога ние го истегнуваме мускулот, едниве од другиве се оддалечуваат. Ќе видам дали има некој друг пример за актомиозински апарат. Да, па може да видите што е актин, што е миозин точно. Значи актин е плавиот дел, актински филаменти, миозински филаменти се црвениот дел. Значи едните од другите, може да видите што се случува кога е контрахиран мускулот на долната слика.
и што се случува кога е релаксиран. А при релаксација, кога го истегнеме, замислете дека синово од црвеново уште повеќе, значи оваа линија овде и на другата страна ќе се истегнат и на едната, колку на едната, толку и на другата страна. Овде има еден феномен кој што е супер да го споменам, дека мускулот кога се контрахира, постои правило на се или ништо. Значи, или се контрахира целото мускулно влакно, или не се контрахира. Не може да се контрахира дел од мускулното влакно. Се контрахира целото мускулно влакно. Значи, мускулот како еден мускул најчесто се контрахира, не зависно нели од кој дел од мускулот, ако е бицепс, тогаш нели имаме две глави тамо. Но сепак еве нека биде едната глава. Кога се контрахира едната глава, се контрахира целиот мускул. Нема парцијално контрахирање. Кога се стегнува мускулот, исто така се стегнува целиот мускул. Не може да се прилагоди на едната или на другата страна тоа истегнување. Само да видам ова за што се работи. Добро, објаснува како се врши контракција. Овој дел ми е јасен. Саркомера, тој и дел исто така го објаснив. Рефлексно истегнување, супер, го објаснив. Тој дел, реципрочна инхибиција, да. Овој дел е повеќе во контракција и се однесува на тоа дека кога има контракција знаете што се агонисти и антагонисти? Да. Агонисти Агонисти, мускули. Например, квадрицепсот е агонист, антагонист е задната ложа. Во спротивни насоки се контрахират. Супер, а може да биде обратно? Например, може да биде обратно. Нели, агонист е тој кој што, например, го разгледуваме како референтна точка, а антагонист е тој што е наспроти на него. Че да видам некаде требаше да имам тука едно видео за во кој случај е агонист, во кој случај е антагонист. Само да дополнам и синергисти има, исто така. И има синергисти, има повеќе мускули за едно движење. Точно, има стабилизатори мускули кои што, например, учествуваат во движењето, ама немаат примерна цел. Точно, да. Тоа ќе учите, мислам дека по кинезиологија. Супер. Еве на кратко. Значи, флексија и екстензија во зглоб на лакт. Кога раката оди нагоре, тогаш агонист кој е? Бицепс брахи. И не само бицепс брахи, туку коракот брахи. Да, точно. Значи, затоа се нарекува флексорите во зглобот на лактот се агонисти. Или конкретно ако одберете некој мускул, три се тука. Бицепс брахи, брахиорадиалис и коракот брахиалис. Сега кои се стабилизатори и така натаму не навлегувам, ама антагонист на него кој е во оваа варијанта? Трицепс брахи. Трицепс брахи, супер. А доколку се вклучува трицепс брахи како агонист за надолу, тогаш антагонист? Обратно тоа ќе биде. Обратно. Значи, зависи од која точка гледате, но целта е дека нели, на агонистот постои антагонист или спротивен мускул. И сега, кога се контрахира, многу убаво е објаснато со боиве. Гледайте како кога се контрахира бицепсот. Интервали трчам. Кој трчи интервали? Кога се контрахира бицепсот, тогаш трицепсот е релаксиран. Тоа може да го пробате кај вас. Кога се контрахира трицепс, тогаш бицепс е релаксиран. И затоа ги користиме овие дефиниции како агонист и антагонист. Се што е тука интересно при кај флексибилност? Постои таа една PNF техника на истегнување која што вели, а ќе објаснам сега. Една од техниките, постојат три, мислам. PNF е проприорецептивна неуромускулна фацилитација. Што? Само малку. Ајде, PNF stretching. PNF stretching, значи барате што е, како е проприорецептивна неуромускулна фацилитација. Проприо е дека однатре, неуромускулна е дека ја спојат помеѓу мускули и нерви, или и на нервно ниво и на мускулно ниво, фацилитација е изградба. Ај, вака. Meaning.
Дали сум во право? Проприоцептивна невромускулна фацилитација сме, ја кажав проприорецептивна. Проприоцептивна невромускулна фацилитација. И сега, идејата е, например, правам контракција Интервали на, трчам професор. на бицепс и задржувам. И тогаш е активиран бицепс. Ама антагонистот негов е релаксиран, така? И сега ја задржувам, например, влечам јаженце, многу силно, не можам да го повлечам, таа е должината на јажето, ама повлекувам максимална контракција правам на мускулот. Максимално е контрахиран бицепсот, трицепсот или неговиот антагонист е релаксиран. Јас со контракцијата што правам? Јас овозможувам екстра релаксација на антагонистот, значи на трицепсот. И на тој начин му подпомагам на трицепсот да биде повеќе релаксиран. Зошто? Затоа што после тоа ќе го истегнам трицепсот. Значи, после контракција на бицепс, јас одам кон мала пауза има, некои 2-3-5 секунди, одам кон истегнување или стречин на трицепс. Така да, ова ПНФ метода е една од методите, ова каде што вели дека антагонист, таа се викаше АРЦ, антагонист, релакс, трак беше. Значи, контракција на антагонистот и релаксација на контракција на агонистот, релаксација на антагонистот. Идејата е баш тоа дека треба да дозволиме да има што поголема релаксација на конкретно трицепсот. Ако сакам да го истегнувам бицепсот, тогаш стискам надолу, тогаш има контракција на вака за позелени, има контракција на трицепс, а бицепсот е релаксиран. И тогаш може да настане истегнување на бицепса. Бицепсот онлайн не може да ви покажам како се стегнува, ама мислам дека имате идеја дали како може мускулите секогаш се стегнуваат по нивната должина. Има некои примерчиња ќе ви кажам. Следното, едно од другите методи за ПНФ истегнување исто така се однесува на она што го напоменав преска, дека може да има истегнување за време на контракција. Па, например... Интервали трчам професоре. Ова е досадно. Се вклучува веднаш. Например, додека правам контракција кон горе, да има истегнување кон долу. Овие техники на ПНФ се користени во балетот многу, кај балерини и балетани, има ефект и се препорачува кај спортисти кои што навистина имаат долг спортски стаж и кои што им е потребна флексибилност и не влегуваат, например, никогаш не би дал да истегнуваат рекреативци, со не дека не би дал, ама нема потреба, доволно, значи со ПНФ техника. Доволно е да се почнат со оние методи што ги кажавме, статичко задржување, нели, ќе бидат интересни за нив и ќе има ефект. Доколку навистина, некој најдеме Усеин Болт во флексибилноста или гимнастичарите, тогаш тие врни индивидуи употребуваат и вакви видови на истегнување за да направат што поголема флексибилност во зглобовите. Супер, видови на флексибилност кажав, фактори од кои што влијаат, нешто споменав и за тоа, значи внатрешниот отпор во зглобот, структура на коски, еластично ткиво, ова го спомнав, еластичност на тетиви и лигаменти, еластичност на кожата, да, не е многу голема, способност на мускулите да се релаксираат, нели, па затоа може да се употреби ПНФ ако некој има напната, само не верувам дека, нели, дури макар и во спиење или во било која релаксирачка состојба, мускулите се поопуштени, никогаш никој не е згрчен 24 часа. Температурата на зглобовите, да, влијаат на сврзнато ткиво и сега температурата, да, ова ќе го заборавив, кога покажуваме по-добра флексибилност, наутро или попладне? Попладне. Попладне. А кога има ефект да се работи истегнување? Повеќе, наутро или попладне? Или е исто? Мислам дека попладне, добро. Исто е.
Исто е. Дури и наутро ако работите, може да кажете дека да, тешко е, но ефектот ќе биде тој. Значи, секако вие саркомерата ќе истегнувате актомиозитскиот апарат. Кои се пофлексибилни, некако колешките или женскиот пол се пофлексибилни. Добро, ова ограничување облека и апаратури нема возраст. Која возраст е пофлексибилна, кажавме дечиња. И понефлексибилна се понатаму се повеќе постарите лица. Но ако ја задржувате флексибилноста и работите на нејзе, тогаш и на стара возраст, значи во постари години, тоа може да се има злободно да си има нормална функција и нормална амплитуда. Силина и флексибилност споменав, дека нели не може да кажеме дека се намалува флексибилноста заради силината, но доколку се работи само силина, да, може да се намали, па тогаш ќе останат мускулите згрчени, некако имате овие така за на плажа што се спремаат луѓе, они одат со рацете во буквата Ф, не може да ги испружат лактите, ама тоа не е затоа што работеле они на силина, но не работеле на флексибилност. Тоа се паралелни работи што треба да се сработат. Овде уште еднаш какви видови на флексибилност има, балистичка се однесува на динамичко, ова статичко и изометриско е исто, значи изометрија се однесува на нешто што нема движење. Да, супер. Овој дел загревање и стегнување исто така споменав, дека кога се прави едно загревање, убаво е да се направи статичко истегнување, не мора да биде тоа за развој истегнувањето, туку само да дојдете до границата на болка за да проверите што се случува со зглобните површини, дали се добри, дали се окей, да дадете иницијација на мускулот дека ќе има и максимални амплитуди во нареднава активност што ќе ја правам, значи работам статичко истегнување. После статичкото истегнување инкорпорирам вежби за динамичко истегнување со вежби за обликување, значи и динамичко истегнување и вежби за загревање и потоа правам некои специфични вежби за загревање. Но најпрво би дал статичко истегнување, па потоа динамичко истегнување. Не се најдени примери во литература дека добро имаше ке маратони тамо, дека статичкото истегнување пред маратон може да донесе во повеќе повреди, но прашањето беше дали и како го направиле загревањето, дали само се истегнување. Значи, само истегнување не е загревање. Загревање се знае што е, дека треба да се поткрене целата мускулатура и целиот систем човек, за да може да се адаптира на следните активности кои што ќе дојдат. Но, например, во спортски игри, особено фудбалов, не се случуваат повреди заради, например, кратко статичко истегнување, може би и динамичко, после еден голем дел од загревање. Значи, после 10-15 минути загревање, сакаат да истегнат, да протегнат. Инаку идејата е дека со статичкото истегнување, мускулот се смирува. И се вие сте го загревале човекот, и после тоа му давате статичко истегнување за време на загревањето, каде што всушност го смирувате. Но излегува во пракса дека не се тие шокови толку драстични за да може да настане некоја повреда, а сепак некоја популација на спортисти имаат потреба да инкорпорираат повторно после 10 на 15 минути загревање или 5 минути загревање, повторно да инкорпорираат статичко загревање, истегнување или динамичко истегнување. Но тоа е се во функција на загревањето. Не е класично истегнување во функција на подобрување на флексибилност. Па, например, различно е ако јас се загревам 5 минути и после тоа застанам и се истегнувам 10 минути. Тогаш загревањето немало ефект, ќе треба од почеток да се загревам. Но доколку е кратко, тогаш нема да има никаков проблем. Во ред, јас имам уште само некои примерчиња кои што ги поминавме и завршувам. Дел од нив поминавме, значи што се може да се истегнува и не е само ова, значи може да се стигнуваат и други работи и други делови од телото, но ете како некои основни вежби кои што се користат може после тренинг, после активност, за да се смири телото, за да дадете иницијација всушност дека завршува
како една завршна фаза од тренингот. Во ред, јас имам толку. Имате ли некој прашање? Или нешто да дополните? Во врска со флексибилност. Јас видов во книгата кој читав за саркомерот, дека титинот има можнебитна улога за штитење на саркомерот од премногу истегнување, така нешто прочитав. Да, Како третиот миофиламент. да. Можно е, но мислам, тоа е внатре што се случува, не знам колку може да го контролираме тој дел. Ние може да контролираме движење. И убаво е нормално теоретски да се знае, но сакам да кажем кога ќе дое клиент, нема да му кажеме внимавај, титинот ќе ти помогне или ќе ти одмогне. Туку треба ние да дадеме начин на истегнување за да биде ефикасен, а сепак да го заштити од повреда. Посебно спортистите. Инаку супер, тоа е тоа, браво. И добро е што читате пред предавањата. Предавањава ќе ви дојат само како подсетување. Ќе прекинам снимање, но ако има некој нешто ќе